Службата за трансфузиона медицина во Куманово располага со доволен број на крвни единици од сите крвни групи. Информираат надлежните со апел особено до помладата популација да земат поактивно учество во крводарителските акции. Дарувањето крв, освен што е хумано и здраво, носи и одредени бенефити за крводарителите, особено за граѓаните кои што дарувале крв повеќе од 10 пати. Повеќе детали на оваа тема од изјавата на доктор Дритон Билјали од Службата за трансфузиона медицина во Куманово. Моментално има крв, нема недостаток на крв, меѓутоа истовремено ги повикувам сите граѓани, сите добронамерни луѓе да доаѓаат да даруваат крв. Ова порака е посебно за младите, пошто се е помал и помал бројот на првократните дарители. Просечната возраст на крводарителите секоја година се зголемува, што значи се повеќе имаме крводарители кои што се повеќе кратни, односно постара генерација. Младите треба да се активират, да се пријават кај нас за да даруваат крв. Соработката со Црвен крст е одлична. Се организират и граѓански крводарителски акции, граѓански издруженија, меѓутоа и кај нас треба да се доаѓа да дарува. Кај нас е 2 пати неделно, така е регулирано од Скопје поради транспорт и чување на квалитетна крв. 2 дена неделно доаѓа да го земат неконтролираната крв од Скопје, така да само 2 пати неделно кај нас е можно да се дарува. Да се дарува крв како прво и основно е хумано. Да се помага да му се помогне на човек кој што никогаш во животот не го познаваш и можеби никогаш во животот нема да го сретнеш. Тоа стварно е хумано работа. Возраста на крводарување е од 18 до 65 години. 3 пати годишно даруваат жените, 4 пати односно на 3 месеци мажите. Освен што има, значи, што е хуманоста прво во прашање, има и добри односно бенефиции за дарителите. Тие што се на работен однос им следуваат слободни денови. Ако стигнат на 10 пати дарување, после тоа се ослободени од сите партиципации во здравство и освен тоа има и за самото здравје има бенефиции, односно се намалува холестерол во крвта, притисокот на крв се регулира. Во просториите на секторот за внатрешни работи Куманово во текот на вчерашниот ден од 9 до 15 часот беше реализирана редовна крводарителска акција за вработените во која се собрани 20 крвни единици. Оваа крводарителска акција како индивидуален одраз на хуманост и на солидарност е втора поред од предвидените 3 за 2024 година, што полициските службеници ги реализираат согласно годишниот план за крводарителство на СВР Куманово. Со секоја крводарителска акција припадниците на полицијата придонесуваат и за афирмација и унапредување на крводарителството во Министерството за внатрешни работи, се вели во соопштението. Општина Куманово ги известува граѓаните дека краен рок за пријавување на штети од обилните врнежи од дожд и невремето што ја зафати територијата на Куманово во изминатиот период е до четврток, односно 11 јули. Граѓаните кои што имаат претрпено штети треба да поднесат барање за каков вид на штета станува збор преку архивата на Општина Куманово или да се информираат на телефонскиот број 075 273 192. Министерството за образование и наука информира дека паричните надоместоци по основ на антикризната мерка за поддршка на семејствата на основците и средношколците продолжуваат етапно да се исплаќаат и во текот на оваа работна недела. Предходно исплатата се реализираше само за 1 месец или за 2 месеци и тоа на мал број апликанти. Преостанатиот износ се исплаќа и очекуваме процесот целосно да биде заокружен во текот на следниот месец, велат од МОН. Ги замолуваме граѓаните да бидат трпеливи бидејќи секој што ги исполнил условите, ќе ги добие предвидените средства. Минатата недела се реализираа исплати на финансиска поддршка за месеците февруари и март за околу 13.000 ученици, соопштуваат од Министерството за образование и наука.
40 годишен кумановец пријавил во СВР Скопје дека во неговиот двор во село Грушино, додека со багер рушел помошна просторија, пронашол една неексплодирана направа. При подигање на направата од страна на пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување Скопје било констатирано дека станува збор за минофрлачка мина од 88 мм, соопштија од МВР. Поради планиран прекин на дистрибутивната мрежа, утре без електрична енергија ќе останат потрошувачите на одредени делови од градот и неколку липковски села. Од 9 до 14 часот без електрична енергија ќе биде на селбата Карпош во делот кај гробиштата. Од 9 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути улиците Поток Серава, Младен Стојановиќ, Драгојло Диндиќ и Киро Антевски. Од 12 до 14 часот без струја ќе бидат потрошувачите на улиците Есперанто, Бајрам Шабани, Димо Хаджидимов, Франц Розман и Максим Горки. Од 8 часот и 15 минути до 14 часот и 40 минути без електрична енергија ќе бидат липковските села Оризаре, Слупчане, Извор, Алешевце, Руница и Белановце. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово в четврток со почеток во 20 часот ќе биде отворена изложбата Македонија во светот на хералдиката. Според историчарот на уметност Роберт Цветковски, по повод 10 јуни светскиот ден на хералдиката, Македонското грбословно друштво и Националната установа Трајко Прокопиев ја организираат изложбата на која ќе бидат представени над 70 грбови поврзани со Македонија почнувајќи од 14 до 21 век. Автори на изложбата се доктор Јован Јоновски, председател на Македонското грбословно друштво и подпредседателот Иван Нацевски, а ликовното уредување е на Димитри Михајловски од истото друштво, кое е единственото стручно тело по хералдика во Македонија. Промотор на изложбата ќе биде публицистот Ставре Джиков. Изложбата ќе биде поставена до 25 јули годинава. Светски спортски легенди кај семејството Марковиќ е насловена манифестацијата што беше организирана на 15 јуни годинава во селото Старо Нагоричане. Настанот беше во организација на Чедомир Марковиќ, пензиониран старешина, успешен бизнисмен, голем хуманитарец и спортски работник кој што живее во Скопје, но потекнува од Старо Нагоричане. Како што вели Марковиќ, неговата цел е остварена, односно успеа на едно место и во исто време да ги собере најголемите спортски легенди од поранешна Југославија и Македонија. Бокс носители на светски и олимписки медали, олимписки шампион во борење и фудбалски легенди од Македонија. Аце Русевски, Тадија Качар, Реджеп Реджеповски, Шабан Трстена, Војадин Станојковиќ се само дел од врвните спортски имиња кои што го испочитуваа Марковиќ и беа дел од манифестацијата Светски спортски легенди во Старо Нагоричане. Идејата потекнува, всушност, идејата потекнува уште 1978 година, од 5 до 20 мај се одржа светско првенство, второ аматерско светско првенство во Белград во бокс. Мене ми припадна таа ретка можност или чест да од 150 репрезентации јас ја предводам југословенската репрезентација, односно репрезентација на домаќинот Југославија, у тоа време Југославија која беше во голем налет во сите спортски дисциплини, а посебно во бокс. Тоа беше голема чест за мене да предводам Југославија во која во така наречениот плав строј се најда јас, моја маленкост Чедомир Марковиќ. Позади мене стоеше со југословенската застава капитенот на Југославија во тоа време, нашиот кумановец, европскиот првак и бронзениот олимписки медал од Монтреал, господинот Аце Русевски. Позади Аце Русевски беше во нашиот плав строј Тадија Качар, олимпискиот вице шампион, и позади него легендарниот Драган Војковиќ. Значи, ние тие четворица представуваме Југославија на ниво на светот. Бев присутен на целото првенство, видов со какав хероизам они располагаат да се искочи на светските велесили на тој четвороаголен ринг, не беше едноставно, меѓутоа нивната способност и нивниот спортски дух кај мене влеа изузетно восхитеност, да ја целиот живот после тоа ширев на моите пријатели и околувања со какви ние спортисти располагавме. Да се донесат такви спортисти беше навистина тешко.
Јас сепак сум многу радосен бидејќи успеав, многу мои пријатели, познаници, викаат, ма тоа е невозможно, меѓутоа кога ги гледаат овие видео снимки, велат дека е успешно. Сега според веројатно вашата програма која ќе ја пратат, повеќето ќе се уверат дека тоа навистина се случи во Македонија, во општина Старо Нагоричино, во мојата семејна куќа. За гостите имав припремена на тајна програма, по сценарио. Тие мислеа дека ќе дојдат на некој кафе, сок, вода, да се оладиме, меѓутоа беа запрепастени, посебно на крајот, нели, кога се поздравувавме, од програмата. Еден од великаните на југословенскиот бокс, Стадија Качар, се произнесе дека во неговиот живот, тој и неговите современици боксери, за 50 години бавење со боксот и поминување на сите светски територии, континенти, на сите простори светски, никој пат не бил дочекан како во Старо Нагоричино кај Чеdomir Marković. Тоа го вели светската легенда. За тоа имам следни запазувања. Јас во таа програма метнав патување према од Куманово, значи собирна точка не беше Куманово, и успат посетување на некои историски споменици, како на пример го посетивме и одржавме кратко предавање, односно запознав кратко великаните на спортот со монументалниот објект Зебрњак. После Зебрњак заминавме во општина Старо Нагоричино, која иначе историски преполно со монументални споменици, значи ја посетивме црквата Свети Ѓорѓи од 1071 година, пештерата на Прохор Пчински од 1045 година и кратко ги запознав со обсерваторијата Кокино. Ќе се обидам поред со кратки црти. Прво Аце Русевски, европски шампион од Хале и бронзана медала од Монтреал, нашиот кумановски олимпиец. Вториот кумановски олимпиец од нашето олимписко Куманово, Реджеп Реджеповски, сребарна медала од Олимписки игри. Тоа се двајца олимпици на Куманово кои го прознесоа спортот на Куманово и на Македонија во целина, и они беа во една улога и како домаќини на нивните современици од тоа време, нивните колеги од репрезентација на Југославија. А тоа се Мирко Пузовиќ, бронзана медалја Олимписки игри. Стадија Качар, олимписки вице-шампион, светски вице-шампион. Еден од најголемите легенди на југословенскиот бокс после Мате Парлов. Следен ни беше легендарниот Драгомир Вујковиќ, македонската, кумановската јавност и сета спортска јавност под повозрасни години се надам го знаат како легенда, човек кој искочи на најголемиот спортист на сите времиња од категорија бокс, на Теофило Стивенсон, очи очи. Ја загуби борбата, но испадна херој и ја освои сребрената медала на светското првенство бокс. Следни кои ни беа од познатите, да кажеме, личности, тука ни беше Трифун Костовски како председател на кометот Ѓорче Петров во категорија ракомет, како европски шампиони со кометот Ѓорче Петров. Од фудбалерите присутни ни беа легендите на македонскиот фудбал и на бивши југословенскиот, па можда слободно да кажам и на европскиот фудбал. Кочо Димитровски, кој е легенда на Вардар и на македонскиот фудбал, со 45 надпревари само за Вардар. Тука ни беше Вуједин Станојковиќ, фудбалерот кој настапи на Олимписките игри во Сеул и кој настапи на светското првенство во Италија, а поред останалото беше и капитен на Партизан, на Вардар, значи една громада од фудбалер и спортиста. Понатак не беше легендата исто од Вардар Диме Георгиево од фудбал. И на крај како шлаг на торта го имавме на тој мал простор во Старо Нагоричино олимпискиот шампион, олимпискиот вице-шампион, спортистот на Југославија, спортистот на сите времиња на Македонија, борачот Шабан Трстена, кој на крај одржа и кратко говори и очита една убава спортска приказна со завршеток дека ова што се случи во Старо Нагоричино, да се соберат спортисти после 46 години,
е раритет на сите југословенски простори и нивна желба да повторно може би државата да се вклучи во вакво нешто и да ги собере легендите и да им каже благодарам за нивниот вкупен труд што го дадоа во минатото во спортот. Они добија благодарници. Сите тие јас направив и бина да заличи како доликува на светските шампиони, бина со надпис светски спортски легенде во фамилија Марковиќ. Тука јас се појавив како организатор, како физичко лице, немав некоја помош од страна со надеж дека може би после оваа емисија која гледаат за до години може да направиме нешто и на поголем ниво, како бренд да биде и така натака. Но во секој случај пораката е или целта зошто ја ова ги собрав нив беше преголема моја почит. Јас како спортист, меѓу маленкост моја да кажам, бев и фудбалер на ФК Скопје, капитен на Скопје во младински категории, значи го знам спортот, али не на тако висок ниво. Сакав да им се одолжиме и сакав на мојата генерација и генерациите кои ги гледа на сите рингови, на сите фудбалски терени по светот, луѓето од ова наша Македонија, знам дека сигурно ќе бидат задоволни од ова настан, дека овој настан не смееше да остане во тајност само на некои мали социјални мрежи. Ви благодарам ТВ Куманово, ТВ Плюс Куманово и благодарам што ќе запознаете јавноста. Знам дека има плејада на луѓе кои ќе се одушеват и кои ќе го делат моето мислење дека заслужија за нивното животно дело да им кажам благодарам. Им кажам благодарам кроз благодарници и им поклонив на секој спортиста по една медала. На учесниците од светското првенство БАПС, медала за БАПС 78-2024, а на останатите великани им подарив медала како легенди на спортот. великани за заслуга најверојатно во југословенското време, во една голема, добра, убава држава која беше за сите нас равноправна од Вардара па до Триглава, а пред се голема благодарност до Чеде за сето ова што го направи, за сето ова што не собра овде. Тука имаме и разни колеги, разни луѓе што донеселе многу пред нас, донесе многу резултати. Од овој спорт излегувале многу бизнисмени, излегувала и градоначалниците, еве пред малце што беше. Овој спорт врзува мост, врзува нацилитети, врзува верници. Затоа ние сме тие овде, мала, ама со голема резултати. Една голема спортска историја што напишавме у тоа време во Југославија. Прекрасен потек, прекрасен чин да собере толку видни личности од едно минато, меѓутоа се уште свежа во нашите сеќавања југословенство. Оваа застава многу ме потсеќа и денес како ме прашате, ја би ја бакнал повторно. Господин Марковиќ Чедо е предводио репрезентацију Југославије на светском првенству у Белграду 78 године. Носио е заставу, носио е надпис из наше земље у кој смо живели Југославије и од тад датира наше пријателjство кое се nije pomeralo nadole, nego samo nagore sve više i više. I zato koristim ovu priliku da mu u ime bokserskih šampiona i legendi i udruženja našeg predam ovaj specifičan i specijalan bokserski pehar. Bravo, bravo za Čedo.